Почитувани, добар ден. Гостин во неделната емисија на Радио Слободна Европа е председателот на Основниот суд во Кавадарци и председател на Комисијата за дигитализација на судството, господинот Лазар Нанев. Господине Нанев, разговорот го водиме во најголемата судница во Скопско и Дризово, која што е свечено отворена по речиси 3 години од незината изградба. Зошто се чекаше толку време да биде пуштена во функција ова најголема судница во земјава? Добро, се работи за донација од страна на меѓународните организации, која што требаше да ја имплементира Министерството за правда, односно управата за извршување на санкции, меѓутоа одредени финансиски аспекти и одредени бирократски процедури кои што се вообичаени за нашиот управен систем доведе до тоа да се пролонгира незиното ставање во функција. И затоа овие денови за неполни 30 на дена успеавме целосно да ги имплементираме сите активности кои што беа неопходно потребни, а тоа се интериерното уредување на судницата, како и обезбедување и инсталирање на најсовремената дигитална опрема која што е неопходна да биде ставена во функција самата судница, но и да обезбеди судење во реалноста. Но во меѓувреме државата трошеше стотици илјади евра за транспорт на притвореници до судовите, нешто што можеше да се скрати доколку процедурите беа побрзи и поревносно се реагираше во однос на веќе изграден објект да се стави во функција. Точни се вашите констатации, не стотици, по однос на само транспортните трошоци и трошоците кои што се однесуваат на обезбедувањето на транспортот на обвинетите лица за непречено судење надминуваат милионски суми, некаде околу 2,2 милиони евра должи ли има обврска правосудството да ги исплати токму на делот на оние кои што го обезбедуваат транспортот на осудените лица од притворот Шутка. Меѓутоа, со самата судница представува само еден сегмент од целокупниот процес на целиот проект, бидејќи во многу скоро време треба да започне процесот на изградба на притворското оделение, што значи дека дополнително ќе се намалат и трошоците и ресурсите, но истовремено ќе се зголеми самата ефикасност и ажурност во постапувањето во таквите големи предмети кога имаме голем број на осудени лица. Во Брисел стартуваше скринингот на 23-тото поглавје, односно на правосудството и основните права. Во меѓувреме, председателката на Советот на суди, господјата Павлина Црвенковска, си поднесе оставка поради притисоци. Што ви говори ова? До каде сме со реформите во правосудството? Неспорно е дека одлично е тоа што започна целокупниот скрининг процес на поглавието 23 во Брисел, бидејќи ова е еден одличен показател дека ќе бидеме сканирани докаде се сите активности кои што ги реализираме согласно стратегијата за правосудството 2017-2022 година, дали сме ги превзели и сме ги реализирале активностите кои што сме ги зацртале. Точно е тоа дека во меѓувреме председателот на судскиот совет господјата Павлина Црвенковска поднесе неотповиклива оставка, меѓутоа се разбира дека самиот тој чин на поднесувањето на оставката покажува дека имаме одредени сериозни проблеми во целокупниот правосуден систем, во делот на неговата функционалност, но особено во делот на капацитетите на човечките ресурси кои што го менаџира целокупниот процес на правосудството. Мислам дека во ова насока се наоѓаме во еден критичен сегмент. Не само незината оставка, меѓутоа и сите останати сегменти кои што изминатиот временски период, некаде околу 15 дена се случуваат како во јавното обвинителство со изборот на јавниот обвинител, понатаму во Академијата за суди и јавни обвинители, оставките кои што се поднесоа или ги повлекоа јавните обвинители кои што сака да конкурираат, создава една лоша, би рекол, генерално лоша перцепција за правосудниот систем во нашето општество. Сметате дека е само перцепција или е реален приказ на проблемите внатре во правосудниот систем? Овие состојби покажува дека имаме сериозен, реален проблем кој што бара еден нов пристап, односно јас би рекол целосно рестартирање на правосудниот систем. Нашиот правосуден систем е зрел за негово рестартирање затоа што сето оно што ни се случува покажува дека имаме сериозно проблеми. Ние, знаете, имаме голем број на закони, меѓутоа се покажа дека носењето на законската регулатива не ги решава проблемите. Напротив, човечките ресурси кои што менаџираат со самиот судски процес се клучот, јалката, односно столбот кој што треба
да го трансформират, односно да го променат, да ја променат судската трансформација, да ги предизвикаат проблемите, меѓутоа да состават еден нов стил, начин на менаџирањето со судството. И тука сме најслабите. Вие знаете и со последниот извештај до Европската комисија беше наведено дека правосудниот систем во нашата држава демонстрира одреден напредок во делот на креирањето на нов систем на интегритет и независност, меѓутоа за жал последните случувања кои што ги имаме во правосудството покажуваат една сосема друга слика. Кој го држи сега судството како заложник? Знаете, постојано се говори дека имаме надворешни влијанија, пред се мисли на политичките влијанија или притисоци кои што се случуваат. Меѓутоа, за мене многу поопасни би рекол се внатрешните влијанија или би рекол неединството кое што постои во судскиот систем на сите нивоа, почнувајќи од основните апелационите Врховниот судскиот совет. И особено би сакал да истакнам во ова насока дека од особено важно значење ние немаме поставено црвената линија на саморегулација, на заштита на независноста на судството. Што мислите, каква е таа судско бизнис елита за која што пишува конкретно Црвенковска во незината изјава по оставката? Не знам, навистина ме изненади сите кои што сме дел од овај судскиот систем, јас како судија, бидејќи станува за една многу сериозна анализа, односно изјава за која што мора во наредниот период да се направи длабинска анализа, да се согледаат сите аспекти и мислам дека доколку навистина постои таква судско бизнис, овај елита кој што претседателката во оставка ја наведе, мора тоа да се изнесе, односно да се пренесе до надлежните институции во државата. Сакате да кажете дека допрва ќе се прави анализа, односно допрва треба да се прави анализа, дали воопшто функционира една таква судско бизнис елита во земјава, меѓу вашата фела не се зборува како таа изгледа и што се случува? Судијата кога постапува и кога носи одлуки, за тоа мора да има јасно и прецизни утврдени докази. Едно е да имате перцепција, едно е да се зборува нешто во јавноста, трето е да се изнесуваат изјави. Меѓутоа, таквите изјави мора да бидат изнесени и представени пред државните органи кои што треба да го решат проблемот. Бидејќи доколку и навистина постои таков притисок, тој мора веднаш подхитно да се реши и мислам дека заеднички и извршната и законодавната, односно и судската власт, на оваа изјава на претседателката мора да посветат многу сериозно внимание. Тука јас би сакал да посебно внимание посвети меѓународната заедница, затоа што ова е навистина едно исклучително важно прашање, особено кога се наоѓаме на време на скрининг. Односно, кога Брисел треба да ја отслика правата состојба, како функционира правниот систем. Дали функционира или не функционира, затоа што едно од клучните прашања е независноста и притисоците кои што доаѓаат од надворешноста, односно од политичките елити. Американската амбасадорка во Скопје изјави дека е збунета од изборот на гостеварскиот обвинител Ислам Абази за шеф на обвинителството за борба против организиран криминал, кој што се појави во јавноста со фотографии како е во друштво на функционери од ДУИ. Во изборот за шеф на Вишето скопско обвинителство сега се повлекоа двајца обвинители, Фатиме Фетај и Бурем Рустени од нивните кандидатури, па остана само обвинителот Мустафа Хајрулаху, за кој албанската опозиција во земјава тврди дека исто така е близок со функционери од ДУИ. Дали ДУИ сега ги влече конците во обвинителството? Не можам да одговорам на ова прашање дали ДУИ ги влече или не. Ова посебно од аспект затоа што едно од основните начела на правосудниот систем, односно и на јавното обвинителство и на судството е целосна деполитизација, односно целосна департизација. И не би смеело и не смее ниту судија, ниту јавен обвинител да членува или пак да биде соучесник во било какви политички активности. Самите јавни обвинители го вршија изборот. И сега се поставува една контрадикторно прашање. Како кога јавните обвинители на непосредни и тајни избори го вршат изборот на јавниот обвинител, ние имаме сериозен сомнеш. Тоа остава слика на самите јавни обвинители, односно на нивниот сопствен интегритет, на нивните капацитети, односно на нивната независност при моментот на заокружувањето и изборот на самиот кандидат.
Тоа значи дека во иднина сериозно мора да се посвети внимание кој се може да биде избран не само за јавен обвинител, туку и судија и каков е неговиот интегритет или капацитет, односно влијанието да се врши влијание при избор на вакви исклучително престижни функции. Во тој контекст сега дали треба да се менува моделот за избор на шеф на обвинителство или треба да се направи некоја друга промена ако еве и премиерот и меѓународната заедница се збунети од начинот од конечниот избор? Во Република Северна Македонија 20 години наназад се покажува дека ниту еден модел не може успешно да функционира. Ниту едно законско решение не може успешно да функционира. Се покажува дека ниту законските решенија, ниту моделите не можат да доведат до сериозен напредок. Клучот е во интегритетот и во мајцинот кој што постои во свеста на судиите и јавните обвинители. Тоа е на тешката работа како да направиме трансформација на човечките капацитети и на судиите и јавните обвинители, односно да го подобриме нивниот интегритет, да ја подобриме нивната стручност и да ја подобриме нивната професионалност. Вие сте со децени дел од судскиот систем. Граѓаните се незадоволни од судскиот систем, а вие? Лично не сум задоволен од начин на функционирањето за големата слика на правосудството, посебно во делот на неговата ефикасност и ажурноста. Знаете, долготрајното водење на судските постапки со неколку години, лошиот пристап до правдата, неажурноста на судството дефинитивно ја создава таа слика. Секоја долготрајност на постапката, трајање од повеќе од една година, создава сериозни сомнежи во јавноста дека нешто во позадина се случува. Меѓутоа, причините за едно такво однесување и за долготрајно на постапката не секојаш треба да се бараат само во судството. Тука се и странките во постапката, односно квалитетот на јавно-обвинителските одлуки, мислам на обвинениите кои што се поднесуваат од страна на јавните обвинители и местото и улогата на брнителот во постапката, меѓутоа посебно во последно време на случаевите кои што се особено актуелни се однесуваат на организираниот криминал. Долгото траење на вештачењето, односно на постапките за вештачење кои што траат и со години. Ги спомнавте вештачењата. Како го коментирате последното обраќање на Основниот суд Скопје 1 кон Бирото за вештачење по предметот за ласкарци, каде што по неколку наврати не се врши вештачењето и со тоа тој судски процес се пролонгира многу време? Нема никакво, би рекол, ослободување на одговорност или повикување дека станува збор за исклучително сложен и комплексен предмет. Вештите лица мораат да имаат обврска во законски утврдениот рок, а токму од аспект на ефикасност и ажурноста навремено да го извршат вештачењето. Единствен механизам е од страна на судијата да побара писмено, телефонски или на друг начин на комуникација, како обраќање до Бирото за судски вештачење, да се забрежат активностите и предметот да се врати, меѓутоа тука стои на располагање и казнување на самите вешти лица. Но прашање е колку таквото парично казнување на вештите лица може да доведе до сериозен напредок или забрзување на постапката. Кој е надлежен да ги казни или евентуално да побара одговорност? Судот, односно судијата кој што постапува по конкретниот предмет. Сакам да ви кажам дека и во текот на вчерашниот ден, јас 10 пати звонев во Бирото за судски вештачење, но со оглед на тоа што законот за вештачење е во владина процедура, со кое што Бирото за судски вештачење ќе се укине како државна институција. Веќе најголемиот дел го имаат напуштено Бирото за судски вештачење. Тоа е генералниот проблем. Во Бирото за судски вештачење вие веќе немате вешти лица. Тоа е суштината. Ви благодарам за разговорот. Благодарам и вам. Тоа беше се во оваа неделна емисија на Радио Слободна Европа. Вам ви благодарам за вниманието. До гледање.